Учениците од електро и машинската струка од стручните училишта во земјава денеска беа дел од изборот на најдобар ученик во рамки на проектот Лидер. Надпреварот се одржа во средното стручно општинско училиште Коле Неделковски, на кој учество зедоа ученици од речиси сите градови во земјава. Секој од нив се надпреваруваше најнапред во теоретскиот дел, а потоа ги презентираа и вештините во практична работа. Денеска се надпреварува за заварување и вежбата беше лесна, не беше многу тешка и чекувам добри резултати. Не беше тешко, вежбата беше добра. Имавме за задача да направиме дел од материјал да оспоиме. Првиот дел беше теоретски, каде што имавме задачи од претходните учебни години, од прва до трета, значи, од претежно ни беа, не претежно, туку ни беа од струките кои што ги изучуваме, значи од мотори, од електротехника, од електроника. И имавме практична задача овде во оваа просторија, монтажа и демонтажа на гума и балансирање. Вежбата се состоеше од 2 накрсни и 2 наизменични прекидача, пуштање 3 ламби и 3 сијалици, толку. Центарот за стручно образование и обука ги подготви прашањата за теоретскиот дел од надпреварот. Специјално формирани комисии пак ги изготвија задачите за практичниот дел на надпреварот. Лидер 2014 представува проект на Министерството за образование и наука предвиден во програмата за работа 2014-2018. Имаме меѓуучилишни надпревари на државно ниво, а претходно исто така се остварија надпревари на ниво на паралелка, на ниво на училиште и каде што се надпреваруваат ученици од завршните паралелки. Овие ученици, значи, претходно според своите постигнувања, нели, и рангирања од двата претходни надпревари, денес се надпреваруваат, ги покажуваат своите знаења, своите вештини, своите компетенции и се надевам ќе победат најдобрите, нели, ученици во своите струки, во своите образовни профили и на тој начин ќе се стекнат со титулата лидер во својата струка, односно во својот образовен профил. Прогласувањето на лидерите за 2014 во соодветната струка ќе се одржи на манифестација која ќе организира ресорното министерство и Центарот за стручно образование и обука.